Добре дојдовте во неделното издание на Шопска шоу со Томче. Пако е така, бојрум. И се надам дека знаете дека Шопска шоу со Томче е емисија која што се занимава, односно го обработува македонската кујна, кулинарство и гастрономија, ги обработува како тема и дека тука имаме еден наш колега кој што е голема жртва прави тој и го испраќаме на терен цело време и он се жртвува идејќи по ресторани, гостилници, угостителски објекти, по мали, по големи, пекари, бурекџилници и презентира што? Во самата презентира што е тоа што можеме да го добиеме како понуда за доручек, а во недела се разбира ден за ручек, понуда за ручек. Па кога е ден за недела, ден за ручек, колегата Томче замени и отиде во Бутел, како што нели видовте и вчера дека сме во Бутел, во населбата Бутел, на сајмата Меѓа помеѓу на самиот дел каде што се двојпатот кон село Радишани и кон населбата Радишани. Тука од левата страна се наоѓа една убава гостилница насловена Кај Чорба. И тука колегата Томче вчера во убава атмосфера таму во летниот дел зема, си седеше, си уживаше и си крскаше што е тоа што може да се направи како доручек, односно што е тоа што може да се вкуси како убава предлог понуда за доручек. Веднаш после тоа дознавте информации, значи за дека имаме аквадук, дека имаме Свети Наум црквата, Свети Наум Охридски црква горе во село Радишани, дека имаме Свети Јован Крстител подоле во Бутел црква, дека имаме горе манастирска црква која што е Свети Никола, каде што има ред на монахињи кои што седат и го служат, едноставно се тука функционираат во тој дел. И сега, кога имаме такви убави интересни зданија, едноставно се случуваат убави знаменитости имаме во населбата, во местото, во непосредна близина на местото каде што се наоѓаме, убаво е кога ќе доручкувате да има така да прашате дека говорите да ги потрошиме, да не испаднеме вака, сите не мора да бидеме вака згодни убави како јас што сум, мислам како колегата мој тука позади камерите, не мора сите да бидеме така згодни убави, прекрасни атлетски градени. Некој може да биде и послаб, нели? Некој може да не стигне и нас и да не премине, ама некој може да биде и послаб, нели? И тоа е сега во штосно убаво, интересно. И кога станува збор за недела, не сме во колегата Томче не отиде во летниот дел доле, туку се качи горе каде што се служат убави чорби, убави мезиња, ама не само убави, тоа и убави салати, па убави месни таму. Имаше некои случувања кои што нема сега да ги раскажам, ќе ги видите во текот на прилогот. Јас само да ве поканам и ова утро да бидете со нас во новата гастрономска авантура која што доживеа колегата Томче и да видите нашите предлог 3 до 5, мислам дека беа, или беа 3 или беа 4 предлог ручеци кои што би можеле веќе следниот викенд да си ги ставите во акција, да си направите една убава комбинација и да излезете со вашите пријатели, најблиски или пак со фамилијата и да се подружите неколку сати и да ги пробате сите овие специјалитети кои што оваа недела сте ги виделе овој викенд на во најдобрата, најгледаната, најпопуларната и емисијата со најшармантниот водител во Македонија, Шопска шоу со Томче, токму така. Рече да пуштиме доста моментов, се фалев сам себе си, да пуштиме тоа прилогот и да идеме каде отиде колегата Томче и како помине. Шопска шоу. И дојдов за да ви кажам само дека не секојдневно место имаме уште едно, недела како ден интересно место, интересна локација за интересен ден за да ви презентирам уште една прекрасна убава локација каде може да дојдете после таков прекрасен доручек како што видовте вчера во гостилница Кај Чорба и се разбира откако ги посетите сите ние знаменитости. Ја му се љутам на колега беше земал моведов ми ја паркира лошо колата, ама нема врска, ќе ја препаркирам јас. Да после и да не се секирате за тоа, само да ви кажам дека денес имам подеднак убава интересна локација исто како вчера. Мене ме чека Драган да го презентираме оној другиот дел од гостилница Кај Чорба кој што го немате може видено, а кој што е поатрактивен во зимскиот период, односно есен до пролет. Таму функционираат сите убави интересни работи, а зашто таму? Набрзо ќе дознаете, нека не кркарот мешлачињата и да видиме која е понудата која што имаат за ручек, спремно во гостилница Чорба, Кај Чорба и се разбира што е тоа што Драган денес ќе ни дораскаже. Ајде да видиме. Како се добро. Одлично. Ајде да видиме каде тоа се крчкаат најубавите работи од касна есен до пролет, досна пролет.
Овде е главното случување. Тука. И ако речеме дека тука сакаме да седнеме, може да седнеме и да ова е амбиентот кој што ви пречекувате гостите. Мили драги мои, како што видовте после така прекрасна тубава најава, пак сме во гостиница кај Чорба и пак соговорник и денес и во неделното издание на Шопска шоу со Томче ми е Драган Илиевски. Кажи ми Црта Чорба. Црта Чорба, нели нормално за џабе не е кај Чорба ресторанот. Вака се подмести го се карираното чашаче да биде како што треба, значи. Да. Ова е едно култно и автентично место кое што си има задржано на шмекот на убав угостителски објект од минатото. Значи, карирани чашавчиња, убав народ, пристојни луѓе, културен персонал ќе дојде, ќе те што викам јас, ќе ти испочитува душата, ќе ти ја загрее. Да не можеш да не порачаш или мото кој ти порачаш, може ли? Може, зашто да не може комшија? Тама работа како што сме гледани на македонски народни приказни, мен така ми е топли душата вакви места, вакви локали, мото посебно од кога доаѓам тука и имам запознано, не знаев дека си собственик на објектот, меѓутоа кога разговараме вака и правиме мовет, отворен, фин, пријатен, баш онака како што треба, како што мене ми се допаѓаат места, локали. Мене ме интересира сега кај Чорба. Спомнам околу доруче, го спомнам околу некои почетни работи преди 11 години. Меѓутоа ме интересира сега во однос на, ми кажува дека долниот дел се отвара негде крајот на почеток на јуни, да. Крајот на пролета, мовото е почеток на јуни и негде до касна есен, до октомври трае тоа. Дали доаѓаат луѓето тука и бараат да организираат некакви свечености? Дали мовото постои можност ако побараат да бидат услужени? Да, има и тоа некои бараат. Некои помали крштевки до 50 на гости што имаат или скромни некои. Да, така, тоа капацитет, значи му искача да опресте, на пример, ако додат или рече дај да прославиме некоја, наречеме 20 години од матура, 30 години од матура, се 40 на луѓе со наставниците толку. Зашто да немаме да си искача да опресат. Дали постои простор и можност, на пример, да речат сакаме да прославиме некаков настан тука или некаква свеченост, ама вие да ни направите како кетеринг услужување, како да има на маси ставено само боцкалчи и ние да си седиме да си Се е договор, не. Се работа на договор. Искача да опресат за сите клиенти, за сите нивни побарувања. Што е тоа што не нито за ручек можеме да го издвоиме како посебно и да му го препорачаме на оние што ќе додат сега за недела. Сега пази, во недела вие не работите. Меѓутоа ние снимаме преку недела емисијата за да му покажеме на оние што можат преку недела или во сабота да дојдат и да си доживеат како доживување, како авантура. Бечка шницла, бечка шницла бре, бечка школа. Значи скара на кило. Што е тоа? Прасечки има. Прасечки има, значи тоа е најнов момент. Има сега ново. Нон-стоп има прасечко. Така. Од каде го порачувате прасечкото? Од Данасовски. Од Данасовски компанија. И ви го носат цело прасе. Зимскиот период има поиќе што барат прасе или летниот? Зима и лето сега. И зима и лето. Прасе си е прасе. Сега и вака и така. У секој пригода одговара. И така, 1 килограм си е со пристојна цена, може да се порача килограм, може пола килограм, како ќе што сака, да, на кило иде. Ние што би препорачале од овие што се тука 30 на производи за ручек, што е тоа што би го издвоиле? Кебапија со кајмак. Добро. Ала чорба на плескавица. Ала чорба плескавица, ма тај ала чорба или тај кумановска плескавица? Кумановска, само помала. Кумановско зелјанче. И полната вешалица. Добро, полната вешалица со што се полни? Со кашкал, со зарзавати речи, не кажам со зарзавати се полни, не се каже тој. Тоа е наука, не се. Наука не се објасни, да се каже. Значи идеме кебапи. Добро. Со кајмак. Ќе направиме. Идеме свинско печење, прасечко печење мора. Прасечко печење. Без прасе ништо. Ала чорба рековме дека ќе биде нешто што мора да се проба. Кумановска, да, полната вешалица. На Караџорџева. Па и Караџорџева бре. Нема цар Душанова, има Караџорџева сад. Караџорџева да се знае за краљиот отжбину. И тоа се работи кои што и без леп не бива ништо. Не, нормално, лепче мора да има. Мора, чим без леп не бива. Така. Кажи ми колку обичаено се
во текот на денот или колку знаат луѓето да помини замини да дојдат тука да застанат моето да рече слушај ми кажа сега на ситуација кој што дошто луѓе кои што имале проблем со одредено јадење или не јаделе нешто па се му спремил нешто специјалитет ново и може да му се допаднало и пак продолжија да го бараат тоа. Така, што сака. Има и такви ситуации. Добро, а после тоа дали размислуваш тие такви ново компонирани работи да ги ставиш на менито? Ќе ставиме. Со текот на времето полека. Значи го слушате тоа што го Што се бара, да. што се бара, го слушате Не, што ќе клиентот. извадиме, не што ќе додадеме и готово. Апсолутно. Ништо, јас не би те задржал повеќе Драган, мојот разговорот си е разговор, го направиме како што треба и кажеме сите моменти, значи сите што сакаат пред крстот на чаталот Радишани, село Радишани, населба Радишани, од лева страна се наоѓа гостиница кај Чорба и се ова хубава вкусна храна како што ќе му дегустираме, после тоа ќе му презентираме, може само тука да најдете. Вие не бегате нигде. Драган, ти благодарам за разговорот. А ние за брзо, односно после неколку инсерти, вие ќе се вратите назад на ова место тука каде што со Драган ќе дискутираме и ќе разговараме околу Караџорџева, околу Чорба, околу Кумановско зелјанче, околу некои специјалитети без кои што не смеете да си заминете тука да не ги пробате во опцијата за ручек, се разбира, за да држи место треба да држиме големи луѓе, пораснал народ мора да држи нешто да биде сврсто за да можеш да си идеш дома и да седиш вака ублажена со столика што сега дојде време за да нанаме малку. Да не должам веднаш после сертите следи дегустацијата. Мене, драги мои, ете како што може да видите, сме и на ручек во гостиница кај Чорба, за да ги дегустираме сите оние убави специјалитети кои што ги има на менито и кои што топло ги препорачува Драган како сопственик кој што најмногу си знаеш материјата, си ги знаеш работите. Како ти кажам, што има еден пријател вика влагам вика у ресторан вика и кога порачувам задење викам чека викнете го готвачот вика. И ако дојде вика некој вако слаб и жгулјав никако брат ништо не ќе му тебе да ми направиш. Што и да ми направиш го изне како ќе биде вика, пошто ти вика си жгулјав ништо не јадеш вика. Дојде ли вика крупен, вика едар, вика таков готвач. Брат, ти што и да направиш, вика се убаво, вика знам јас. И оставам и да му готви. Така да, со што би препорачал ти да започнеме, како и да процедурата, доколку седиме на маса, гезме и почнуваме со изојадење, порачани се Караџорџева, кебапчиња со кајмак, прасечко, печење, имаме полнета вешарица и се разбира кумановско зелјанче. Со што? Што сакаш? Ајде да скршимо мраз. Ајде, скрши ga, ти си мајстор. Значи сега немој така. Не цело сега делам јас. Не. Делиме значи вака сега. Како беше тоа? Вие малку ќе гледате, ние малку ќе јадеме. Тебе малце, мене малце. Ја јадам секој пат четврт. Никој пат не сум јадел цела плескавица, значи четврт по четврт ги јадам никој пат да не испадне после цела плескавица јаде овој. Не, таа да пробаме да видиме како е, значи, еве, како што може да видите, ако земам и исечам ваков еден залак за да ја презентирам, да ја покажам. Еве. Значи полнето е, ова е полнето со парчиња месо, сланинки има внатре, како што може да видам кашкавалчи има внатре и има зарзават. Што се вика и месо има убаво, ама има и зарзават. Ова таа зуба направено испечено, како спие сега, ау. Слободно на здравје. Кумановско зелјанче. Браво. Колкава е порцијата што добива? 300 грама. 300 грама. А може да се парачат и голема ако некој гладен, и 600 грама. Има тие поголеми 600 грама. Така. Јас си го сакам ова што е кромичето. Како додаток. Видите, кромиче си е кромиче. Крсти си, не се секира, не се срами, моја да не се срами. Крсти си, знам дека го знаеш вкусот, меѓутоа убаво е кога се јаде во друштво. Ова, например, ако дојде некој гладен или ако дојдат поголемо друштво,
ми препорачал ова да го порача за секој да си късне од се да проба, за да може мамата после тоа да си ги споредат вкусовите, за да може да знаат после тоа кога ќе дадат конкретно што сакаат да каснат. Колку време е потребно за да се направи една плескавица вака кумановско зељанче? 15 минути. Си испече време се спрема. Значи, не ја чувате ли е спремна подготвена негде, туку ја спремате на лице место и ја правите, така. Значи, тази е направена подготвена одма за да биде убаво фрешко и да има убав вкус како што има. И сочни сме. И сочна, да, и сочна со сите нишани. Убаво подпечено до згора, внатре малото убаво направено. Ова е за додаток за пилешкото, предпоставам. Сега ќе почнеме, ќе продолжиме со Караџорџева. Може. Нема Сардушанова, па со Караџорџева мора. А тоа е добра работа, значи да смислиш Сардушанова. Добро, јас мислам некој пат за овие од Мирковци да му доволиш. Правду да му доволиш на овие Мирковчани да дојдат тука да му рече слушај, ќе направиме едно српско мени и едно бугарско мени. Пошто нели пола Мирковци е за краљи отажбина, пола е за фашистичка Бугарија. Нема вика така да ни збориш, вика не сме такви. Двоиш го се, вика народ вика у село. Не бе, викам таа некој било, викам тама работа, викам ја да ве двојам. Вие сте се одвоили со времето. Одлично. И Караџорџева е од какво месо се подготвува? Од свинско месо? Свинско. Ама моето ова е поголемо парче свинско месо, па се чука, па после тоа се става нешто внатре за заврче, па се врти, се ролува, па после тоа се потопува најверојатно јајце у презла и се става да се прави. Предпоставам тоа што можам да го забележам. Убаво подготвено направено, со текстура крцкаво како што треба до згора. И кајмаче, да, еве да видите дека крцкавото е тоа што ете, крцкавито ме. Како крцкаво, браво. Што сме направили. Браво. Значи ова се прави од свинско филе. Така? Бешалица. Или од бешалица, што како имаш. Да. Така, свежина му дава внатре киселата краставичка која што е ставена, заедно со другите зарзавати. А свинското месо е сочно, внатре е меко, од згора крцкаво и преубаво на вкус, преубаво на вкус. Еве ти покажам уште нешто, видите. За каков состав станува збор? Значи, за каков парче за каков залак месо станува збор кој ќе правиме улет за Караџорџева, затоа што кога ќе дојдете да знаете што е тоа што го добивате. Јас така мам се посорено си јадам. Да, со пиво, со вино, иде со бело вино, за црвеното е перилот малце по тешко за тие задушни жештини. Ај. На здравје. Идеме сега. На крај ќе го ставиме свинското печење за да видиме какво е. Тоа ударно да биде на крај мовата фет. Како што ќе да го коре. Кебапи не сакам. Едно Кебапите или ова? Кој сакаш? Ајде, кебапчињата, да видиме. Еве, видите како спијат кебапчињата. Значи, наредени, направени, со убаво месо од Танасовски компанија, кебапчињата средени стопмени, си спијат полека тоа кајмачето што е ставено до згора е растопено и еве, кога се сервира во порција, да може секој да си добие по едната порција која се петина, секој да добие кебапче, да добие и сос, да добие кајмаче, да му личи како што треба. А после тоа вие не дојдете и не каснете. Ако ве држи срце. Ето. Ај да видиме и Да ово. видиме кебапчето како е. Значи, една од комбинациите кои што јас стално ги спомнам и со доста угостители имам разговарано. Ако имаш вик убава комбинација на мелено месо и правиш вик убава плескавица, убаво кебапче, значи сите останати работи убаво. Луѓето се супер, затоа што мајсторијата вика и најтешкиот занет вика е тука во меленото месо. Ти не можеш да утнеш затоа што меленото месо си го добиваш од проверени извори од место каде што мамето е свежо, чисто, органски направено со сите нишани.
Браво. Една порција од 5 кебапчиња со кајмак, мислам дека е доволна за да го задоволи апетитот, да речеме една некој посетен од мене човек, или од мене, или од Драган, или на некој дете поголемко. Значи, меѓутоа во комбинација со плескавици или со малце прасечко е доволно и за возрастен човек да ги засети апетитите. А е вкусно, е убаво, подпечено на скара како што треба, крцкаво до згора, кајмачето му дава само вкус, го надополнува. Кајмакот од каде го обезбедувате? Македонски или српски? Македонски. Македонски. Браво. Браво, со македонски производи. Јас сум горд кој ќе слушнам дека има одредени места кои што обезбедуваат намирници само од македонски производители, земјоделци, сточари и ги прават производите што ги нудат во нивниот угостителски куќи ги прават исклучиво со македонски производи. Ќе морам да ги споменам и да ги поздравам Софра Вејнанов, ресторанот во гостиницата во Неготино. И имаат исто кајмак, прекрасно лепче со кајмак и кајмак од тетово зима. Мислам, значи секоја чест, браво на одеде. Подршка за тоа што го правите, бидејќи заслужувате и народа дојде да ве посети и да вкусат, затоа што кога ќе дојдеш и ќе кажеш македонска храна вкусуваме, се е автентично македонско. Од месото до производите, до ролувањето, до начинот, до подготовката, се е тука наше. Сега доаѓа моментот да влеземе на убаво, сега од кај тебе таму можеш да... Ајде. Ти си по фините работи. Ајде. Повели да видиме како тоа изгледа и колку е прекрасно вкусно. Че да видиме како, добре. Ајде. Налик е добро. Сега твачката го подготвуваш или ти? Место одлукот. Кого да пофалиме сега? Па не знам кој. Значи пофалија го твачката да не смиеме уходник. Се шегувам. Мече, како што може да видите, гледате. Еве, ја ќе кренам, чекај, гледај како изгледа, прекрасно. Полно, убаво, ова е полнето пилешко. Вешалица плавно. А, полнета вешалица. Свинско. Свинско, значи полнета вешалица, одозгора со... Се извинувам, одозгора со... сланинка. И со... кашкавал. И со кашкавалче, така. Меѓутоа сланинката е таа што му дава крцкавост и... така. Кога би требало да одбереш ти од сите овие работи за тебе лично, кога седиш, кога сакаш да ручаш или кога ти побараш, што? Па или ова, или ова. Или караџожеви или полнета вешалица. За мене. Да. И леп. Лепче обезно. Но сега ова прилика ние ќе скокнеме малце македонска работа. Уште имаме многу за дегустација. Со полноста не се збориме, и тоа стално зборам, се извинувам. Не можам да му одолеам на вака вкусно подготвена храна. Одлично, браво. Одлично. Драги мои, што да ви кажам. Ручекот е нешто што тука се подготвува со многу љубов, со многу внимание, со убави намирници и се тоа е прекрасно. Ја веќе му ставам дури и од ова малку сосче, малку Татарче, да. тартар сосчето, за да видиме со тартарот како ќе биде. Сакаш ти? Не. Добро. Фантастично. Спија во секоја комбинација. Браво. Драган, браво, секоја чест. И како сте го осмислили менито и за свежината на производите, начинот на подготовка и за свежината и за брзината на како ги подготвувате, менито и за вкусовите. Комбинацијата на вкусови е феноменална. Браво. Недостатно. Жешко време изискува хидратација, а ние со B6 витамин мора, затоа што доктор не препорача нече што поќе B6,
И не белите, ми мора да внесеме ова цела палета има од 5-6 до 12. Така и сега на крај ни останува само да пробам уште свинското печење, односно овие преубави парчиња од свинче, мало прасе, гице, гиле, како беше на времето. Имаше еден документарен филм за гиле, како трсеше, бегаше низ шумата, поплава, имаше голема, па гиле вамо, гиле тамо, и на крај се сопна на едно место, падна и директно во тањите во гиле. И гледате. Не се слуша, не можете да слушнете, меѓутоа ве гледате. Гледате тука крк, си прави тоа, си крцка, кога си убаво подготвено месото, си е направено како што треба, секој залах е совршенство. Ете. Гледате сочно, гледате убаво подготвено, гледате различни вкусови, така, и како, што викам јас, како исцепкано месо, меѓутоа наредено све. Ако го исцепкаш и во исцепкана комбинација можеш да го ставиш да го направиш, меѓутоа вака наредено, стопмено и едноставно сите овие вкусови сокови ги има задржано, се правило со додека се подготвувало се спремало, значи од страната му се ставило кромиче, од страната му се ставило морковче, му се ставило пиперче за да може да му доработи на вкусот, па кога почнало тоа да се топи тоа сланинката, па да се топат сите оние мрсни делови, па чрчори тоа, па само додава на вкус и после неколку сати печење во фурна, добивате вака прекрасен убав залах, односно прекрасна убава хармонија во тањерот, која на вкусови, која што после тоа кој ќе вкусите е совршенство. Навистина, браво. И сочно, и соленко како јас што го сакам, посоленко. Браво, тоа легнува со љутка малце. Види, драги мои, јас топло би ви препорачал, доколку сте во можност, гостиница Чорба, морате да ставите на вашата мапа на вкусови и да одете шетате низ Македонија, додека шетате низ главниот град Скопје, одвојте време, дојдете од оваа страна на реката Вардар, пројдете го чај, пројдете го бутел 2, пројдете го бутел 1 и на патот на Радишани, пред Радишани тука, на самиот чатол, на СБ Радишани, село Радишани, има еден огромен убав крст, и пред крстот од лева страна се наоѓа гостиница Чорба. Топло препорачувам да дојдете, бидејќи тоа што вкусив денеска, гревот е да го задржам само за себе. Тоа што си го вкусил ти и што го имаш како производиш и го нудиш, гревот е да ги задржиш само за себе. Топло препорачувам да дојдете да исподелите со вашите најблиски, бидејќи на тој начин и они ќе бидат радосни, весели, вие насмеани, весели, сите радосни, кефни, па кои ќе се седите од тука, убаво расположени дома, само на ладно пице и на одмор. На друго не треба. Ве поздравувам, нема да забравите да продолжите да не гледате. Сега во рацете ќе ве земе колегата Томче од студио, кој што ќе ви дообјасни некои работи и со ова го завршуваме и ова издание на Шопска шоу со Томче. Оваа недела, овој викенд, тоа не значи дека следниот викенд нема да нема. Ќе видиме во некоја подедна поубава нова шопска авантура, гастрономска авантура, каде Шопска шоу со Томче ќе ви презентирам нови вкусови, нови интересни места и нови убави работи кои што може да ги вкусите. Драго ми што днес благодарам за гостувањето, благодарам за можноста да го презентираме сето ова како убав вкус и како убава хармонија од вкусови, подготвено, направено свежо со сите нишани и се гледаме некоја следна прилика, ако не вака со камера, позади камера, да си се подружиме нормално и приватно. Ние се мораме на ова да се дадеме затоа што ова само од себе не се јаде. Да викнеме го тачката колега и ти да седнеш малце да се това го ажурираме, да го направиме 2:0 и после да си продолжиме сите на своите домови, нели? Сега колегата Томче од студио со вас, а ние си продолжуваме тука со прославата. Која прослава? Исто тема.
се враќаме назад во студио и сега кога сме назад во студио, само можам да ви кажам дека летото полека не прегрну и тоа убаво се случуваат убави температури, значи почнува да растат на 35 степен, дека температурите се убави, да може да се отиде на некоја плажа, на некоја убаво мало заливче, на некоја местенце каде што е покрај вода сместено и да може да функционираме тамо, да едноставно малце во вода, малце на плажа, малце да се дружиме и се разбира да не забораваме при тоа да внесуваме големи количини на течности, за да се хидрираме, ама и нешто и да вкусиме. Да биде убаво на вкус, да биде нешто морско, да биде нешто наше, да биде нешто македонско, да биде се на плажа. Македонско личи ли на плажа, мислам? Мислам дека не личи ајва на плажа. Pero, дој ти намешка две крички, да јадеш! Ма не е таа работа тоа како у Грчка кој ќе отидат, кој ќе почнат да се пакуваат кај јужниот сосед. Па иде тоа, само лавабото дома зашто е прицврстено и овие што се цевките од водовото стануваат и казанчето што е шолјата во купатилот. Друго све се зима, зашто до шпоред, до рингли, до штрафови, до све живо мора да биде на плажа и таму да се мачкаат кришки со ајвар што останало од годинашнава реколта и така натаму. Тоа не е одмор. Одмор е да отидеш да ја разбирам и почитувам македонска кујна и се, ама да отидеш да уживаш малку, да се одмориш, зар не? Кога стана збор за убав одмор, јас искрено ви посакувам да оваа недела од овој викенд до следниот викенд, додека да дојде следната емисија на Шопска шоу со Томче, вие малку да се одморите, да се релаксирате, да се олабавите, да прошетате некаде, ако видите нешто интересно, ја пак ќе кажам и да напелтупатам до сите вас. Бидејќи знам дека сите некои што не пратат си се гурмани, си се луѓе кои што сакаат да видат убава храна, кои што сакаат да видат што е тоа што го има Македонија скриено во своите преградки, да ги откриеме сите оние убави интересни места каде што можеме да вкусиме убава и квалитетна храна. И верувате дека сите места до сега што ги има посетено од прво до последно, ако ми речете одбери некој каде што би можел да отидеш, пак верувате јас сите би ги посетил уште еднаш, бидејќи заслужуваат, нудат квалитетна убава храна и секој си има своја специфика и свои интересни специјалитети кои што пак би ги поминал на ист начин и пак би ги презентирал на ист начин и би ги повторил сето тоа затоа што не забораваме на работа. Повторувањето е мајка на знаењето. Ако додадете тоа некој килограм повеќе, како да ви кажам, барем сте научиле нешто, сте научиле лекцијата. Во однос на тоа што следи за еден викенд од сега, нема да ви кажам, само ќе кажам дека е многу интересно, многу убава приказна има и дека треба да пратите Шопска шоу со Томче за да знаете каде ќе идеме следната недела веќе. Ја од прилика наслутувам во кој правец се движиме, меѓутоа нема ништо да спомнам, да не испаксизирам, знаете како, да не го тера малер колегата Томче да испадне секако што треба. А вас си препорачам дека Шопска шоу со Томче имаме Facebook страна, имаме Instagram профил, имаме YouTube канал каде што може да отидете и да ги запратите сите овие социјални мрежи на кои што претходно ги спомнав и ви кажав дека имаме редовно ставаме постови, редовно ставаме слики од местата каде што сме биле, што е тоа што се случило во позадина, што фатил објективот на колегата Томче, односно со камера што шкрапнал, па има и некои кратки видеа, па има и некои интересни содржини и сето тоа се пушта напоредно и на Facebook и на Instagram, а на YouTube каналот можете да ги видите до сега каде имаме поминато, кои авантури гастро ги имаме доживеано, меѓутоа и новите епизоди кои што се како ова викендот што се случува кај Чорба, гостиница кај Чорба, ако се емитува сега, во рок од неколку часа можете да ја видите веќе аплодирана на нашиот YouTube канал, да посетите, да ја видите, да репризирате, да не заборавите да споделите со вашите пријатели и најблиски и да не заборавите дека репризата вторник и четврток од 11 часот, мислам, Шопска шоу со Томче си е Шопска шоу со Томче. И тоа го нема на ниедно друго место. Ве поздравувам и посакувам убав завршеток на викендот, нека биде со насмевки, нека биде со убави специјалитети, нека биде со мрсни прстиња и со лепчиња со кои што се мака сето она што останало во тањерот и се разбира доколку отидете на одмор некаде, пуштете абер тамо, кажете, има еден кај нас во Македонија прави прекрасна емисија, Шопска шоу со Томче. И кој ќе прашате зашто прави таа емисија, ќе му кажете затоа што вкусот таму има шоу на ниедно друго место. Се гледаме ние следниот викенд. Чао.